Македонија е од оние краишта на нашата земја, која се разликува по многуте природни реткости, по богатата и разновидна флора и фауна, по топлото јужно поднебје. Неа ја карактеризираат историските настани од подалечното и поблиското минато. Нашата цел и патувањето по овој планински пат не е ништо друго, туку да откриеме некои од стотината непознати краишта, да ја доловиме дивината и убавината, да навлеземе во тајните на далечните бурни историски времиња. Првиот впечаток по ова наше трагање беше пријатно изненадувачки. Од една голема урбана средина, со силна врева, се најдовме на едни прекрасни ливади, во кои царуваа разнобојните природни тревки и околу кои се слушаа само брмчењето на пчелите медособирачки. Патуваме кон селото Двориште. Тој е оддалечено околу 25 километри од Берово. Околу 15 километри се оди по тешко проодлив планински пат. Ако замислиме дека овој пат е асфалтиран, по убавините што се простираат околу него, можеме да го споредиме со убавите планински краишта на Алпска Швајцарија. Но за патот ќе кажеме нешто и подоцна. До селото одиме со неискажена љубопитност и со големо воодушевување. Насекаде убавина, која се уште природата успеала да ја скрие. Во селото влегуваме заедно со новата бистра вода на живописната рекичка Циранска
Во čiji vodi može da se sretne pastramka i mrena. I sem taka, po ova planinska reka se nižat kućite v ova selo, vo srceto Novograždena. Niv gima okolo 200, rasporedeni vo 6 mala, i toa raštrkani na prostranstvo od okolo 4 km. Vo niv živejat okolo 1000 žitelji. Според кажувањата на овдешните жители, првите куќи во двориште се изградени во 1920 година, а го населиле жители од неколку села од Петричко, Пиринска Македонија. Интересно е и тоа што во секое мало луѓето зборуваат на различен дијалект. По 7 години од формирањето, во 1927 година, двориште го добива и првото училиште. Со изградбата на првите куќи во 1920 година и формирањето на оваа планинска населба, не значи дека започнува и незината историја. Пред да се изградат првите куќи, населението живеело во колиби и двориште се викало Колиби. Во тоа време, тоа припаѓало на Пехчевскиот бег Киран. Многуте ископини зборуваат дека на местото на денешно двориште постоела и некоја стара населба. Вакви ископини може да се видат во местностите Градиште, Црквиште, Туртеле и на други места. Овде се среќава и камена керамида, која служела за покрив на куќите. Во селото денес се среќаваат и стари ќупови кои служеле за собирање жито, брашно, компир. Овие ќупови датираат од римско време. Сите овие старини во еднина треба да представуваат предизвик за археолозите, кои преку овие ископини можеби треба да откријат за каква населба се работи, каква цивилизација живеела и во кое време.
Кога сме кај историјата, да го споменеме и тоа дека географската положба и убавините, а посебно специфичното место положба двориште, го прават како значајно револуционерно гнездо. Се верува дека во него престојувале или низ него поминувале македонските борци за национална слобода, Гоце Делчев, струмичкиот војвода Христо Чернопеев, потоа струмичкиот митрополит. Во непосредна близина на селото кај местноста Преведена, престојувала и американската мисионерка Мис Тон, која била грабната од четата на Јане Сандански со цел да се добијат пари, со кои македонските борци требало да купат оружје, за да се спротистават на отоманската војска. Селаните од двориште со гордост зборуваат за овие бурни настани од нашата историја, но и со некоја тага во срцето што некои објекти од поновото време полека исчезнуваат. Така постарите велат дека селото се снабдувало со електрична струја од една мала хидроцентрала, која денес веќе е пропадната. Во селото постоеле 12 воденици, а денес само една работи. Меѓутоа, високата цена на брашното, велат селаните, ќе не принудат да сееме повеќе пченица која ќе ја мелеме во нашите воденици. Значи, може да се случи воденичарскиот камен пак да проработи во повеќе воденици. Кога ви го представуваме ова беровско село, да кажеме и со што се занимаваат овдешните жители. Бидејќи се наоѓа на надморска височина од околу 800 метри, населението главно се занимава со сточарство. Во денешно време, тешко може некое македонско село да се пофали со околу 12.000 овци, 2.000 свињи и околу 700 коњи и говеда. Дворишкото сирење е надалеку познато. И кога сме кај источниот фонд, да откриеме една занимливост. Во селото забележавме една свиња со 10 прасиња. Ништо необично, зашто една свиња во ова село може да опраси до 13 прасиња. Изненадувањето е во тоа што оваа свиња опрасила неколку прасиња од домашна свиња и неколку од дива свиња. Причината за ова е едноставна. Свињата матурка се оплодила од дива свиња, бидејќи честопати тие одат по храна низ планината. Веднаш посточарството како второ занимање на двориштани е земјоделството. На овдешните ниви успева прочуениот дворишки комбир.
Потоа може да се сретнат пченицата, пченката, гравот и јачменот. Селото не би го имал денешниот изглед ако не постоеше земјоделската задруга Огражден. Уште со своето формирање во 1954 година, таа станува главен носител на напредокот на двориште. Соработката со земјоделците е сестрана. Задругата го откупува млекото, сирењето и волната од сточарите, потоа компирот, гравот, а погодностите овозможуваат овде да се собира и маховина, од која селаните остваруваат додатни приходи. Модернизацијата на селото задругата ја принуди да отвори млин за брашно. Потоа пилана во која се изработува мебел за нови куќи, а својата механизација секогаш ја става на располагање на овдешните жители. Посебно важна дејност на задругата е сточарството. Покрај соработката со сточарите, задругата располага и со сопствено бачило од 500 овци, кое се наоѓа на падините на планината Огражден, која располага со богати тревни пасишта. Носител на прогресот во двориште и местната заедница. Само до пред 10 години до селото се доаѓаше единствено со џип. Со помош на местната заедница и шумското стопанство Малешево од Берово се изгради пат по кој денес се среќаваат и леки коли, а еднаш неделно доаѓа и автобус од Берово. Жителите од ова село
успеа со само придонес и со помош на пошироката заедница да изградат водовод, амбуланта во која работат лекар, кој доаѓа еднаш неделно, и медицинска сестра, која е во постојан работен однос. Населението даде свој прилог и во изградбата на репетитор што го постави радио телевизија Скопје. На тој начин се подобри приемот на првата и втората програма на телевизијата. Селото е поврзано и со телефонска врска. Основното училиште Ацо Русковски е жариште на просветата и културата во селото. Во него учат околу 140 ученици од прво до 8 одделение. Во рамките на училиштето постои замавиште, значи денешните генерации на ученици ги имаат сите погодности за учење и за постигнување добри резултати. Можеби единствена мака представуваат скромниот избор на надгледни помагала. Училиштето, заедно со местната заедница и младината, е носител на мощна тесната соработка со припадниците на Југословенската народна армија. Селото се наоѓа само на 2 километри од југословенско-бугарската граница, па овдешните граничари со години ги чувствуваат гостопримството и мощна корисната соработка со овдешните жители. Таа може да се види во очувањето на границата, на комунален план, во областа на културно-забавниот и спортскиот живот. Средбите меѓу учениците и населението со граничарите одсекогаш биле срдешни и тие представувале нов поттик за јакнење на братството и единството. Можеби од ова наше видување на Беровското село двориште остана нешто и незабележено. Како што се, например, колибите, раштркани по нивите и кориите низ огражден, каде што во летниот период овде се живее и овде се работи. Но тоа да го оставиме за некоја друга прилика. Од нашата средба со овдешните жители, ја забележавме нивната среќа што многу жители кои се селуваат порано во Берово, Струница и Богданци, почнаа да се враќаат во својот роден крај. Нив ги има и од оние кои заминаа во странство. Тоа, како да им дава една топлина на овдешните жители, селото пак да заживее како порано. Двориште, со своите убавини и природни надарености, со старите локалитети, со традицијата да се пече вкусен леб во фурна, може да се претвори во иден центар на селскиот туризам. Но за тоа мора да се прескокне многу значајната пречка – патот.
Нивната надеж и нивната перспектива е да се асфалтира патот до Берово. Тоа не може да го сторат сами овдешните жители, зашто се работи за пат од околу 15 километри. Сепак, надеж влеваат вестите дека со изградбата на главниот пат Берово-Струмица, по нова траса, ќе се овозможи и далечината до него да се смали на само 4 километри, а тогаш ќе биде многу полесно. Тогаш и ние ќе најавиме нашата повторна средба со овие вредни луѓе, со ова импресивно село, за да ја видиме нивната голема и долга насмевка, што може да ја предизвика само неискажаната среќа.